Најново издание на регионалните вести на телевизија КИС. Почитувани гледачи, денес е петок, јас сум Наташа Петровска, почнуваме со вестите. Наставата за тетовските гимназијалци од македонски наставен јазик ќе продолжи привремено да се одвива во двете згради на старото медицинско училиште. Децата во овие објекти ќе почнат да учат најверојатно откако месецов ќе заврши нивната реконструкција. За сега средношколците следат предавања во големата сала на општина Тетово. Тетовските гимназијалци од македонски наставен јазик ќе почнат да следат настава во двата објекти на старото медицинско училиште, откако според најавите на градските власти, месецов ќе заврши нивната реконструкција. Дотогаш децата ќе продолжат да учат во една од салите на зградата на општина Тетово, каде поради просторни услови наставата трае час и половина. Потребно е да се 40 минути час, а не само 15 минути, значи пример математика не може да се објасни се во 10 минути. И ништо не можеме да разбереме така, џабе доаѓаме на настава. Мислам дека условите се никакви, пошто не е место во општинската зграда. Објектите на стара медицина како привремено решение за следење настава пред 10 дена ги понуди градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Но Советот на родители и професори од гимназијата го одбија ваквиот предлог и не отстапува од нивното барање децата да се вратат во централниот објект на гимназијата. Но во интерес на учениците кои цел месец губеа часови, деновиве Советот се предомисли и го прифати предлогот на Арифи. Со оглед на тоа дека професорите одржаа состаноци со родителите и беа викнати сите родители на овие состаноци, одлучено беше да се прифати решението за двете медицински згради, значи на стара медицина, кој што по реновирањето учениците би требало да влезат таму и да продолжат нормално со настава, се додека не ни се одобри и не се започне, односно не се добие градежна дозвола за изградба на нова зграда во состав на гимназијата Кирил Печиновиќ, односно во матичното училиште, онаму каде што припаѓаат всушност учениците од македонска настава. Во моментов на терен, како што биле родители и професори, виделе се работи само на едната зграда на стара медицина. Се надеваме дека во скоро време ќе се започне и со работа и на втората. И кажано ние дека за 2 недели би требало да се започне настава во овие две згради. Се додека тоа не се случи, учениците со оглед на временските прилики кои што ги имаме надвор, ќе учат во големата општинска сала каде што се одржуваат скоро 7 состаноци совети на општината. Како и да е, се надеваме дека сето ова ќе се реши со уште едно повторување на нашите барања, реновирање на двете згради на стара медицина, доколку се реновира само едната и нели побараат од нас да влеземе само во едната зграда, тоа нема да се случи. Двете или ни една, се дека не се реновираат двете згради, ние ќе бидеме овде во општинската сала. Кратко само, што беше одлучувачки да се нели промени ставот, зашто најпрво нели не се прифатете да се не се. Одлучувачки беше, свесни сме за тоа колку учениците изгубија од наставата и свесни сме дека ќе треба и ќе биде потребно време истата таа да се надокнади. И во овие услови скоро па и да не е можна наставата, но сепак се трудиме колку е можно децата да поседуваат каква таква настава. Веќе имаме најави дека инспектори се дојдени кај професорите да испитаат како е на терен и како се работи. Не знам зошто нели досега ги немаше, веднага се појавија инспектори да видат како работат професорите во кои услови. Се надеваме дека и самото тоа ќе ја забрза работата на реновирањето на овие две згради. Од секторот за образование велат дека во меѓувреме се работи на добивање на дозвола за изградба на објект во склоп на постоечката гимназија, како трајно решение за просторниот проблем на гимназијалците. Во таа насока се работи интензивно во објектот на старото медицинско училиште. Ангажирани се неколку компании кои што работат на подготвување на училиштево, кое што ќе биде со услови за изведување на наставата во тој училишен објект. Се надаваме дека во најкраток временски интервал тоа ќе заврши и ова привремено решение кое што ние го продолживме, а кое што и беше прифатено од страна на родителите, ќе влезе во функција. Учениците во овој временски интервал ќе бидат сместени во тој училишен објект. Паралелно со тоа, надлежните органи на општина Тетово работат и за оние административни препреки кои што беа за надградба и доградба на централниот објект на гимназијата Кирил Печиновиќ и со надминување на овие препреки ќе се донесе и дозвола за градба.
за да може да се реализира и тоа што беше договорено во средбите и кое што беше кажано од страна на градоначалничката, па потоа очекуваме и од страна на Министерството за образование и науки да се обезбедат фондови кои што би можеле да се реализира наградбата и доградбата во училишниот објект, за да може сите ученици кои што ја следат наставата во гимназијата Кирил Печиновича да бидат во централниот објект на училиштето и на тој начин и тоа единствено училиште кое што Тетовските гимназијалци првиот училишен час ова учебна година го започнаа со протестен марш, поради лошите услови во работничкиот универзитет и во основното училиште Гоце Делчев, каде подолг период следеа настава. Протестите продолжија, а пред да започна со следење настава во зградата на општина Тетово, средношколците учеа под ведро небо на градскиот плоштад. Одбележан последниот ден од детската недела во градинката Поток. На гости им беа децата од Дебарската градинка Брешија и децата од Стара градинка. Со детски игри, децата од објектите Стара градинка и Поток денес го завршија одбележувањето на детската недела. За да истото биде уште позабавно, на гости им дојдоа деца од градинката Брешија од Дебар. Со нив влечеа јаже, играа кошарка и уште неколку интересни игри во кои сите беа победници. Игравме. Андре, што ти се допадна денеска овде најмногу? Во влечење јаж. Мене ми се допадна во кошот. Мене ми се допадна со јажето. А мене ми се допадна скокање во обрачи. За јужина. Се мукневме за јаже, скокавме на кацкета, идевме на тија влечење јаже. Кога фрлавме кош. Ние ова недела имавме детска недела и затоа сме поканени ни тука во градинката со децата тоа градинка да се здружиме, децата да се здружат и заедно да соработуваме. Ова ние втор пат што доаѓаме тука и многу сме задоволни од причекот што не дочекува тие. Децата се многу радосни што се запозна со другари, со нови игри, со нови другарчиња. Тоа е многу наше задоволство што сме присутни тука. Беше многу интересно. Нема победници, сите деца се победници и тоа е задоволно за нас и за децата. Обострано е задоволството што повторно се среќаваме со децата и нашите колешки од Дебар, велат воспитувачките од градинката Младост. Кога тие биле нагости кај нив, наишле на многу убав пречак, па денес има успешен обид да возвратат. Ради неделата на децава ги поканивме децата од град Дебар да ни се придружуваат и да играме заедно, да го завршиме оваа недела како што е на светот, дека да знае децата дека имат и они нивните права. И ја мислим дека бевме солидни и ги причекавме како што треба. Децата од Дебар останаа нагости во градинката Поток се до платне, вклучувајќи се во сите активности на децата домаќини. Жените и мажите во Македонија не се третираат еднакво, сметаат од фондацијата Елена Лука. Целта на нивната мисија е родовата еднаквост, затоа што придобивките се многобројни. Припадничките на понежниот пол во однос на мажите се третираат нееднакво на пазарот на трудот, а не се доволно застапени ниту во политиката. Ова се дел од фактите кои ги констатирале од фондацијата Елена Лука при спроведување на нивните програми, во чиј фокус се човековите права, родовата еднаквост, недискриминацијата и родово базираното насилство. Во рамки на тие програми обука се одржа и во Тетово. Фондацијата Елена Лука во изминатиот период и секако во периодот кој што престои спроведува едукации со младите од средните училишта од Република Македонија на темите род и родова рамноправност, недискриминација и спречување на родово базирано насилство. Денеска сме овде во економското училиште 8 септември
И тука со средношколците ќе реализираме една работилница на тема родот и родовата рамноправност и потоа ќе следат циклусот обуки, значи за недискриминација и за спречување на родово базирано насилство. Конкретно денешната работилница има за цел младите да се запознаат за тоа колку родовите улоги кои што се општествено конструирани, така да наречеме, понекогаш можат да делуваат ограничувачки на одредена личност, како тие да препознаваат, значи, како да настуваат да ги надминат и како да делуваат во своите заедници со цел унапредување на родовата равноправност, бидејќи за жал се уште може да констатираме дека родова нееднаквост постои, особено во одредени сфери на општественото живење, например, учеството на жените на пазарот на труд е пониско во однос на учеството на мажите. Жените предприемачи во голема мера бројот на жени предприемачи е помал во однос на мажи предприемачи. Учеството на пример на жени во политиката, исто така во други одредени сфери на општественото живење. И тоа е губиток на цел потенцијал за општеството, значи неучеството на жените и всушност целта е тоа да сите ние делуваме да се унапреди родовата рамноправност пред се во нашите средини каде што живееме и делуваме, а потоа нели и пошироко се со цел подобрување на благосостојбата и квалитетот на живење на сите. Жените најчесто се таргет групата на фондацијата. Преку различни програми им се дава поддршка на самохраните мајки. Имавме проект за поддршка на самохрани мајки кои што сакаат да отпочнат некаков бизнис или сакаат да го прошират веќе постоечкиот и една самохрана, сите 6 општини беа опфатени, меѓу кои општина Тетово и сите 6 избрани самохрани мајки добија донација во вредност од 100.000 денари, меѓутоа тоа не беше финансиска, туку всушност поддршката беше во набавка на опрема, материјали за работа, обуки и така натаму, така што една мајка, самохрана мајка, исто така од општина Тетово беше избрана да добие поддршка од фондацијата. Исто така фондацијата Елена Лука во текот на ова 2016-2017 веќе додели 5 и ќе додели уште 5 стипендии за девојки од рурални средини, 5 за оние кои што ќе се запишат во прва година средна и уште 5 за оние кои што ќе се запишат на високообразовните институции во Републиката. Исто така имавме проект за бесплатни обуки во рамки на модната куќа Елена Лука, каде што 5 жени и девојки ги завршија обуките кои што за нив беа бесплатно. И со една реченица сумирано, значи фондацијата воглавно се фокусира на целна група жени и млади и со фокус на пазар на труд, нивно економско заеднување и така натаму и секако човековите права. Работилниците родот и родовата еднаквост имаат за цел учесниците да се запознаат со основните категории род и пол, како тие се општествено конструирани и кои се придобивките од родовата рамноправност. Излијани канализации, улици претворени во реки, сообраќаен хаос. Ваква беше состојбата во Тетово денес на Пладне за време на поинтензивните врнежи од дожд. Граѓаните се жалат дека редовно се соочуваат со излевање на фекални води за време на врнежливите денови. Денешниот поинтензивен дожд предизвика низа проблеми во Тетово, излијани канализации, улици претворени во реки, сообраќаен хаос. Ваква беше сликата денес на Пладне во поголем дел од градот. Граѓаните се жалат дека редовно се соочуваат со излевање на фекални води за време на врнежливи денови. Како црни точки меѓу другите не беа посочени улицата покрај Тетовската касарна и автобуската станица. Kad padne pogođena količina na dojst, od fekalije tu izlazi, ne može da istrpi i onda mi ne može da živimo od mirisa ovde. Par puta smo najavili, ali niko ne uprezima nikakve mere. Ovde se ne može se živiti ovako. Pa da je najavite preko vaše radiotelevizije da vidu šta se radi ovde i kako može se živi kod ulica Borisa Kidrića u centru grada na ove fekalije. Како што ни изјавија граѓаните за нивните проблеми, редовно се обраќаат до надлежните служби, но оттаму добиваат само ветување. Како што изјавуваат, оставени се сами на себе како знаат и умеат да се справуваат со надоедените води пред нивните дворови, кои најчесто завршуваат во нивните подруми и гаражи. Најмногу стравуваат од ширење на зараза поради присуство на фекалии во водите. Бараат општината да ги разгледа потребите од проширување и санирање на атмосферската и фекална канализациона мрежа, со цел зголемување на капацитетот за примање на овие отпадни води.
Родители од Гостиварска Долна Баница ги запуштиле 4 малолетни деца и оставиле нивната баба половина година целосно сама да се грижи за нив. Жената ги пријавила во полиција. Баба од Гостиварска Долна Баница пријавила дека синот и снаата половина година ги запуштиле децата и ги оставиле таа сама да се грижи за нив. Ова е прв ваков случај пријавен во 2016 на гостиварските и тетовските простори. Според информацијата од полицијата, 55 годишната гостиварка навела дека изминатите 6 месеци нејзиниот син и неговата сопруга целосно заборавиле и не се грижеле за 4 малолетни деца. Синот и снаата не живееле заедно, но не биле судски разведени. Секојдневната грижа за децата, за храна, училиште, облека, ја оставиле на бабата. Од полицијата соопштуваат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Најавуваат соодветна пријава против родителите на малолетните деца. Запуштање и малтретирање на малолетни лица представува кривично дело, за кое во членот 201 од Кривичниот законник на Република Македонија е предвидена затворска казна од најмалку 5 години. Зависно од крајните последици, затворската казна може да достигне до 10 години. 29-годишна гостиварка е тешко повредена во сообраќајна несреќа што се случила утрово околу 5 часот на патот Гостивар-Кичево. Полицијата ги утврдува причините за несреќата. Гостиварка завршила на скопските клиники со тешки повреди по сообраќајна несреќа рано утрово на магистралниот пат Гостивар-Кичево кај Дунскиот мост. Ова е уште една од низата несреќи со сериозни последици што зачестија на гостиварското подрачје. Според информациите од СВР Тетово, во сообраќајката учествувале автомобил Opel Corsa со гостиварска регистрација, кој го управувал 29 годишна жена од Гостивар и товарно возило со приколка со кумановски таблици, што го управувал 27 годишен кумановец. Во судирот гостиварката се здобила со тешки телесни повреди на главата и на рацете. По укажаната лекарска помош во болницата во Гостивар била пренесена на скопските клиники. Возачот на товарното возило поминал без повреди, а вкупната материјална штета се проценува на 200.000 денари. По овластување на јавен обвинител, увид извршила екипа од полициската станица Гостивар. Се утврдуваат причините и околностите во кои се случила несреќата. Состојбите со безбедноста во сообраќајот на гостиварското подрачје бележат негативен тренд споредено со минатата година. До сега 11 лица го загубиле животот, а 30 биле тешко повредени. Како главна причина за сообраќајните несреќи е брзото возење. Блокирана е сметката на фирмата Финзи, која што беше вклучена во случајот Трезор на специјалното јавно обвинителство. Директорот на Финзи според обвинителството изврши самоубиство во април годинава, а газдата на Финзи е фирма која што се крие во САД. Специјалното јавно обвинителство според истрагата што ја води ги сомничи поранешните шефови на УБК и на петтата управа, помошник министерот за информатички технологии во МВР, како и бившиот шеф на кабинетот на директорот на УБК, дека преку Финзи испумпале пари од буџетот на МВР во вредност од околу 860.000 евра. Тие според СЈО стапиле во контакт со британска компанија за набавка на опрема за следење интернет комуникации. Меѓутоа, наместо МВР директно да ја купи опремата од британската фирма, набавката одела преку посредникот Финзи. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција информира денеска до Основниот суд Скопје 1 Скопје дека поднесе обвинителен акт против 6 лица осомничени во предметот Еразмус. Обвинителството ги товари обвинетите врз основа на докази што го потврдуваат основното сомневање дека во повеќе наврати во подлог временски период, односно во текот на 2015 и 2016 година, како лица вработени на економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, искористувајќи ја својата положба, сториле кривични дела.
Турските власти денеска издадоа налог за апсење на 166 луѓе, вклучувајќи и полициски функционери, објавија државните медиуми. Истрагата прво беше фокусирана на началниците на полициските управи во Истанбул, но потоа се проширила на 35 провинции, а на мета најмногу се оние кои ги користеле малку познатата апликација за праќање пораки на смартфоните, познати како Байлок, објави државната агенција Анадолија. Од средината на јули, кога се случи обидот за пуч, досега уапсени се 32.000 луѓе кои ги чека судење, додека околу 100.000 вработени во јавниот сектор, вклучувајќи и универзитетски професори, високи воени и полициски функционери, се суспендирани од работа. Зад затворени врати, Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе расправа за ситуацијата во сирискиот град Алепо. На седницата по барање на Русија ќе се разговара за предлогот на специјалниот пратеник Стафан де Мистура за повлекување на припадниците на фронот Ал-Нусра од источниот дел на Алепо. Во руските медиуми не се споменува дали на седницата Советот ќе разгледува резолуцијата на Франција за примирие во Сирија и во делот Алепо. Де Мистура вчера предложи евакуирање на околу 900 борци на Ал-Нусра како замена руската и сириската авиација да ги запрат ударите врз градот. Бројот на загинатите на Хаити во налетот на ураганот Метју се зголеми на 478 лица, откако пристигнаа податоци за жртви во оддалечените подрачја на Хаити, кои претходно беа отсечени од престолнината Порто-Пренс, соопштија локалните власти. Бројот на жртвите секојдневно се зголемува, уште голем број луѓе се повредени, а околу 61.500 лица се наоѓаат во засолништа, соопшти Централната агенција за цивилна заштита на Хаити. Ураганот Метју зад себе остави хаос, па освен загинати и повредени, многу граѓани останаа без куќи, а неколку окрузи се целосно отсечени и до нив нема пристап. Хаити е често на удар на природни катастрофи, имајќи предвид дека се наоѓа на патот на ураганите, а во јануари 2010 година беше погоден од разорен земјотрес кој уништи поголем дел од престолнината и зад себе остави повеќе од 250.000 мртви. Колумбискиот претседател Хуан Мануел Сантос е годинешниот добитник на Нобеловата награда за мир поради неговите непоколебливи напори за ставање крај на 50-годишната граѓанска војна во Колумбија, соопшти Норвешкиот Нобелов комитет. Сантос имаше клучна улога во носењето на мировниот договор со бунтовниците од колумбиските револуционерни вооружени сили. Со спогодбата која беше подпишана на 26 септември годинава во колумбискиот град Картагена се стави крај на судирите меѓу колумбиските власти и бунтовниците. Сепак, на 2 октомври граѓаните на Колумбија на референдум со мала разлика го отфрлија договорот. Денес имавме облачно време со врнежи од дожд, дуваше слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура се движеше од 2 до 9 степени, а дневната од 14 до 21 степен. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време со сончеви периоди. Утринската температура ќе се движи од 4 до 11 степени, а дневната од 14 до 20 степени. Почитувани гледачи, временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Пријатно!